Moj roden kraj, do tebe sum rodena, za mene si raj. Во текот на историјата, во зависност од владетелите, градот Битола имал многу имиња. Словенскиот назив за градот Битола потекнува од зборот обител, кој за време на средниот век се користел за заедница на монаси, односно манастир. Името го добил по многуте манастири што се наоѓале во градот и во околината, а некои постојат и денес. Со текот на времето гласот О се испрла во изговорот на зборот обител и името на градот станува Битола. Битола е денешен официјален назив за градот, но истовремено и најстариот назив, судејќи по битолската плоча од 1015 година, на која што градот е спомнат како и според многуте војсководци на царот Самуил и патниците од тоа време. Арапскиот патник Абу Абдалах Мухамед ал-Идриси во 12 век напишал: потребни се 2 дена патување на исток за да се стигне до Ахрид Охрид и до Бутили Битола. Бутили е необичен и убав град. Постојат приказни според кои на десниот кеј на реката Драгор имало 41 црква и исто толку воденици за нивно издржување. Исто така и на левиот кеј на Драгор имало 29 цркви со исто толку воденици. За време на празничните денови во тоа време народот од селата од Битолското поле се собирале кај овие цркви. Земјиштето на кое се наоѓал градот Битола тогаш било прекриено со многу бројни цркви. Има верзија која вели дека градот Битола, името манастир, го добил по една огромна црква која се наоѓала над Битола, кај сегашниот мост викан Црмост. Во оваа црква можеле да се сместат сите присутни од населението од Битолското поле, кои доаѓале за време на празниците. Според записите на Марко Цепенков, градот Битола своето име го добил по големопоседникот Толјо, кој имал своја тврдина во близина на денешното битолско село Буково. Во времето кога дошле турците да го освојат овој дел од Македонија, за да го повикаат на борба, големопоседникот Толјо му велеле: Битолјо, до Битолјо, со што, според Марко Цепенков, оттаму потекнува денешното име на градот Битола. За време на отоманските власти градот се викал Манастир, што турците и албанците го усвоиле од грците. После Балканските војни од 1913 година градот потпаѓа под српска окупација и повторно го добил старото име Битола. Битолското джепане, турска тврдина, изградена во 1876 година во форма на крст, со вградени 4 уникатни објекти од делкан камен, споменик на културата од прва категорија. Објектот е сместен во битолската касарна. Кај битолчани расте интересот за джепането кое во турско било барутана. Ретко кој го посетил со оглед на тоа дека во времето на ЈНА бил магазин за оружје и се чувал како воена тајна, заштитен со стражарници и бодликави жици. Тврдината ги крие тајните символи на смилевските мајстори. Објектот бил граден во време на битолскиот валија Ќоса Ахмет Зеки Паша, кој им понудил пари на мајсторите кога ја доградиле барутаната. Но тие одговориле: преплатено е валија, за света работа пари не земаме. Валијата не сватил што кажуваат, но подоцна неговиот писар му покажал дека од спротивниот објект се гледа одлично иззидан христијански крст, формиран од обиколните ѕидови и згради. Дури и во ѕидот на еден од објектите мајсторите на камен изделкале крст, косо поставен за да не паѓа веднаш во очи. Новост.